Убав ден. Како што обеќав, така и ќе правиме од денес. Ќе започнеме со една тематика за секташкото дуво во Македонија и во мојот град Кочани. Секташко дуво поврзано со Владо Павлов. Воедно ги поздравувам сите оние кои што ме следат, а следат и други профили, да ги обавестам дека Владо Павлов никогаш не се криел. Владо Павлов секогаш со име и презиме и вака јавно ја кажува вистината пред Бог, така и ќе продолжам. Инаку сум најголем непријател и најмногу сум се спротивставувал уште од времето кога се вклучува во живо, уствари од времето кога се јавував во контактните емисии, и најмногу ме нервираа оние кои што се јавуваа без идентитет, оние кои што се јавуваа без име и презиме, и умеев многу пати да кажем во сите контактни емисии од ваквите Роберт во Здраво Македонија, например, еден ден кои што се јавуваат без име и презиме и немат идентитет, нивното јавување и сето оно што го прават нема тежина, ама едно да знаеш, Роберте, дека ваквите кои што се јавуваат без име и презиме ќе помогнат еден ден Македонија да го изгуби името. И така би. Затоа сите оние кои што имаат на некој начин муда, со извинение, може слободно вака, со лик и име и презиме, да пишуваат, да се јавуваат итн. Сите оние други кои што го кријат идентитетот, веруете ми, тие се плашат самите од себе и се додека коката им трае, тие се силни, ама кога ќе прекине дејството, тогаш тие се парализираат од страв. Ова не го кажувам џабе, затоа што стравот на сите им е, не знам како да ви објаснам, и полесно им е стравот да го искажуваат на друг начин, без нивен лик, како тоа што Владо Павлов го праве 2 децении. Така сум правил и така ќе продолжам. Уште еднаш пред да започнам со оно што денес ќе го правам против ова секта во Дувлочани, ја повикувам Евана Кочани да даде известување, а е должна, дали дискотеката Пулс била приклучена на мрежа на ЕВН. И продолжувам. Откако ќе дознаеме дали била или не, потоа ќе имаме други аргументи и докази, затоа што сите родители во целиот свет, во Македонија и во Кочани, имаат право да знаат вистината, за да утре немаме друго Кочани. Подршка за родителите и нивниот протест мировен во сабота во 12 часот, со извинение дека јас не присуствувам на такви
протести, ама вака ќе делувам и ќе дадам се од себе, како родител и како коченчанец, да дојдеме до правдата. Имам уште една порака до Тино, за сето оно што е праено и сето оно што не е сватено како што треба, се виновни оние во неговите блиски кругови, кои што испраќа поздрави да сум ја кренал рачната и тихо се работело, не се правеле театри, па затоа видовме до каде дојде и што дојде. Така да Тино, превиспитувај си ги малку лицата околу тебе и се оно што се прави за Македонија, бидејќи македонецот повеќе нема трпение, македонецот веќе нема што да изгуби, а тоа што го имам направено за Македонија ќе продолжам да го правам. Овде имам еден предлог за повторување на постапка, која што постапка се уште не ми е повторена, а преку ова сакам да ве информирам како работи сектата Кочанска, во којшто учествуваат извршители, нотари, судии, адвокати, и кога ќе заглави судијата, веднаш тука бара помош од УВР Кочани, тоест бара помош тогаш, нели, од командирот Темелков да потпише Владо нешто што тој наводно учествувал во тоа дека било потпишено. Ова е нов број каде што сум барал повторување на постапка каде што без мое присуство, без подпишена покана и без се уште неизречено решение од Основен суд Кочани и судија Зоран Григоров, кажав дека ќе работиме од денес со име и презиме, за кој што барам подхитно Собранието на Република Македонија да донесе закон за потекло на имотот и да почнат од нив. Значи, овој предлог за повторување на постапка е согласно со член 392 став 1 точка 2 од Законот за парична постапка во благоверемен рок од 30 дена. И го поднесуваме овој предлог за повторување на постапката со барање истото да биде усвоено и судот да дозволи повторување на правосилно завршената постапка поради следното. Основниот суд Кочани на ден 27 ноември 2024 година донел пресуда ПЛ1 ТС55/23 со која го одбил приговорот на тужениот, а тужбеното барање на тужителот го освоил во целост. Како се злоупотребува доказ, увид во предметот ПЛ1 ТС55/23. Тужениот прв пат дознал за донесената одлука откако во извршна постапка му биле присилно одземени парични средства во износ од 30.000 денари. Доказ, увид во извршениот предмет и број 1874/24 од 3 јануар 2025 година, што се води кај извршителот Орце Гоцевски од Делчево.
При тоа судот не направил уредна достава на поканата за расправа до тужениот, иако во предложението на пресудата стои дека рочиштето е држано во отсуство на тужениот уредно канет. Исто така, ниту одлуката не е доставена уредно, бидејќи тужениот имал полномошник преку кој требало да се направи достава и на поканата и на одлуката. Судот со сигурност не направил два обиди за достава, согласно закон до тужениот, бидејќи видно од пресудата, истата е донесена на ден 27 ноември 2024 година, а правосилна и извршена е на ден 19 декември 2024 година. Воедно, пак, доколку судот се обидел да направи достава на поканата и на пресудата, до полномошникот на тужителот ќе утврдил дека истиот заклучно со ден 5 септември 2024 година се стекнал. Ова е доказ од решението за фондот на ПИУМ, каде што сето ова е, нели, од странето, ама битно било наводно уредно поканет, за кој што подоцна овој судија и судот на Основен суд Кочани, кога веќе ќе заглави и нема повторна, и се уште нема, нели, повторување на постапката, одма се бара помош од УВР Кочани. Одма тука командирот Темелков и под дрво и под камен го бара Владо Павлов, за да се вметне некоја си покана со кој што тој ќе си ги ичисти рацете, за кој што вели дека уредно поканет, а тие без покана и без Владо Павлов не е бил и присилна, и му се прави присилна наплата, за кој што до ден денес од 27 ноември 2024 година немам добиено и решение за присилната наплата. И ова е сектата Кочанска и треба да ја знае цела Македонија, да не и биде она што го гледате со случувањето у Кочани чудно зашто дошло до такво нешто, затоа што овде во ова секта сите се поврзани, македонци мои. И ако не си во нивниот матрикс, тие се веќе самопрогласените богови и светци и одлучуваат дали Владо Павлов треба да биде мртов или жив. Сите со име и презиме ќе ги имате. Со ваквото пропуштање на уредна достава на тужениот, не му била дадена можност да расправа пред судот и да ги истакне своите наводи, да изнесе своји факти и во подкрепа на истите да достави докази со кои ќе се оспори основаността на туженото барање, ниту пак му била дадена можност да го искористи правото да поднесе жалба во законски предвидениот рок. Ова го има, македонци мои, само во довлочени Кочани. Да, македонци мои. Ова е ново бројче на кој што чекаме повторување на постапката, ама изгледа се уште ја нема. Од ова причина, а имајќи ги во предвид одредбите од член 392, став 1, точка 2, го поднесуваме овој предлог за повторување на постапката, бидејќи во ова постапка судот препуштил да ја достави поканата за расправа и пресудата, односно противно на одредбите, констатирал дека истите се уредно доставени до тужениот и спротивно од истите тие донел пресуда во отсуство на тужениот и констатирал дека истиот е уредно поканет. И кога овој судија од Основен суд Кочани, повторувам, ќе се фати во мрежа, тој одма бара помош од УВР Кочани. И секако тука е командирот Темелков и во тој временски период, кој што требаше да спроведе подпишување на уредна покана од нив, која што ја нема, а всушност се работи за
покана и плакање на паушал во наместена хајка од Весна Стојменова за алиментација. Значи сектата си има свој миленик, миленикот е Весна Стојменова, поради кој што преку неј се треба Владо Павлов да биде мртов. Ова е последното со кој што започнувам, а ги има уште илјадници вакви примери и ќе ви ги доставам пред сите вас. Уште еднаш морам да признаам дека поради ова што е направено, Агапи имаше голема штета, поради кој што работевме 2 сата и поради кој што денес веќе правам реорганизација, ради овие штети кои што го прави ова секташко дувло во дувлочени кочани. Исто така, зашто се работи? Се работи за поднесок од Агапи 2020 за запирање на одредено извршување. Со налог за извршување од ИБР 1704/2024 од 3 јануари 2025 година задолжен е должникот Друштво за производство, трговија и услуги Агапи да плати вкупен износ од 109.000 денари со камати на фактури кои што се дадени фантом фактури, без подпис, без испратница без подпис од вработените и без испратница, затоа што сметката на должникот во НЛБ Тутунска банка извршителот веќе ја блокирал на ден 9 јануари 2025 година. И запленети се од жиро сметката парични износи од 12.004 денари, потоа на 13 јануари 2000 износ од 16.500, потоа на ден 15 јануари исто така износ од 1.372 денари и така натаму и така натаму. Сметката на должникот се уште е блокирана и должникот е спречен да ја обавува својата должност. Зошто? Затоа што на ден 11 септември 2023 година управителот на производство за накит и слични производи Весна Стојменова, на кој што Владо Павлов им оставил и на кој што го направил сето она што требало да го прави како секој чесен сопружник и кој што искористува и злоупотребува добрина за некои други активности, а се со една цел да спроведе цели задачи на сектата кочанска, во кој што Владо Павлов треба да биде уништен, и тоа секако се разбира со нејзина помош. И вели вака: на ден 11 септември 2023 година Весна Стојменова се одјавила од фирмата и се преработила во друга фирма. Друштвото за производство, трговија и услуги, не е битно каде е вработена, е на ден 16 септември 2023 година, според податоци од Агенција за вработување на Република Македонија. Доказ, пријава, одјава во задолжено социјално осигурање за лице од 17 февруар 2025 година. И продолжувам. Ова госпоđа не го известила извршителот дека работи во друга фирма, а доколку му подпишала полномошно, го издала со невалидни податоци дека управител на фирмата. За тоа време извршителот извршува без валидно полномошно, затоа што не е повеќе управител на тој субјект, производство на накит и слични производи македонски органи, кој што е одјавена на 11 септември 2023 година и по 5 дена се вработува во друга фирма. На ден
25 февруари 2025 година должникот, тоест управителот на Агапи Владо Павлов, добил известување од Централен регистар за избришен субјект. Замислете, македонци, мораше да реагира Министерство за економија, мораше да реагираме ние, да ова во довлочени, поради тоа што по секој законски прописи на СЗД, каде што е врзана со управителот, да ја избришат од Централен регистар. 25 февруари 2025 година. А таа е одјавена на 11 септември 2023 година. И прави фантом фирма со цел сектата во довлочени да го уништи Владо и секако подпомагната од лица во судот, лица извршители, лица нотари, итн. итн. Доказ со тој број, нели, од 25 февруари за избришен субјект со основа на бришење престанок на занечиска дејност на производство за најките и слични производи македонски органи, фирма која што го дадов целиот свој живот, фирма фантом после станува и те тужи, а се со една цел да ги удоволе страстите дотичната особа на сектата Кочанска. Кој што е запишан под реден број 335 во регистарот на занечии врз основа на решение за престанок на вршење на занечиска дејност УП1 број 08/9 од 24 февруари 2025 година. Доверителот е избришан од Централен регистар по наша препорака, со наше реагирање како субјект и во основа тој извршителот нема властување повеќе да извршува. Односно, извршителот нема право да достави и изработи налог за извршување, поради тоа што нема валидно властување од управителот македонски органи, кој што е СЗД и кој што е врзан со управителот. Ваквите лажни податоци, што ги наведува во полномошното лице, Весна Стојменова, се представува како управител на македонски органи, а вработена во друга фирма Друштво за производство и трговија услуги, без возачка, а е вработена како шофер, итн. Така да овие аргументи и докази, како што ти ги видите денес, е нешто што е дно за ова сатанистичка секта во Кочани, во кој што учествуваат многу лица, и како што може да забележите, дека на 11 септември се одјавува од Бирото за вработување, а на 16 септември 2023 се вработува на друго работно место. Без возачка, водач на лесни доставни возили. Водач на лесни доставни возила. Владо Павлов овде нема да заврши. Владо Павлов секој ден ќе објавува докази што е правено со Владо Павлов, во кој што учествува ова секта довлоченска, во која што има за цел уништување, па дури ако треба да го наместиме, да дојде и до одредени и уште еднаш на повторното барање, предмет барање за увид во предметот ПЛ1 ТС 55/23, велам, почитувани јас Владо Павлов од Кочани со таа и таа адреса, како управител на Движениот друштво за производство на трговија и други услуги Агапи, барам да направам увид и предметот кој се води пред Основен суд Кочани. Имено, барателот се јавува како странка тужен во горе наведениот судски предмет и потребен ми е увид
за истиот да добие информации за кој не е запознаен. Ниту увид, ниту решение, ниту повторување на постапката. Ама затоа денес го имате господинот. Овие се првите двајца кои што ви ги објавив денес, судијата, за кој што дефинитивно треба потекло на имот, држава да донесе, особата која што фантом фактури, од фантом фирма која што не постои, прави фактури на кој што нема испратници, нема подпис од вработените на Агапи, а претходно ќе ви дадам и сума која што е исплаќено во некое друго мое вклучување во живо, за да знаете како работи сектата во Кочани и како ги користи ако треба и оние кои што се најблиски до оние што не им се допаѓаат во нивниот матрикс. Па затоа и не ме чуди што дојде до сето ова. Имам уште многу вклучување во живо, каде што косата ќе ви се ежи од сето оно што е правено против Владо Павлов и сето оно што го правеше дотичната особа, нарачено од сектата, и незините провокации, за кои што до ден денес морам да признаам 3 години веќе немам никаков однос со моите деца. Морам да признаам дека 3 години не сум прегрнал нито едно од децата, каде што за секој мој потек за нешто добро да направам, одма тука доваѓаше полиција, увара Кочани секако, тие се нели нај, ама затоа дојде време да ја кажуваме вистината со име и презиме и сите ќе бидат објавени и дојувачите со Бевери Хилс, која им била целта, во кој што повторно учествува истата особа и за се оно што е правено, за да ја денес се повлечам и ги оставам Агапи центрите на оние кои што се најзаслужни, бидејќи повеќе немам доблес од оно што ми е правено во спрега со ова секта кочанска, а сум имал една добра иницијатива да помогнеме на сите и тоа го правевме, за кој што сите вие сте сведоци за се она што е правил Владо Павлов. Утре продолжуваме за вклучување во живо со кривична која што е донесена и оставена во увара Кочани за Весна Стојменова како измамник и во УЈО, каде што се уште немат преземено никаква иницијатива и за кој што веќе се однесени истите документи, ќе се носат во Скопје, во финансова полиција и во внатрешна контрола. Ве сакам сите, останете ми љубов, сите со име и презиме, сектата мора да се сотре.